Полицијата ја стопираше изградбата на џамијата во село Калузлија на местото од старото училиште. Постапката за нејзината изградба е во тек, но не е довршена. Местното население беше насочувано да спроведе постапка за добивање, дали ќе биде преку исламската верска заедница или преку одборот за изградба на џамија, во собственост овој објект кој што не го употребува сега училиштето. Реакција за безправното градење имаше и од одборот за изградба на џамијата. Јас тоа го барам, без одобрење од Министерството и од градежна инспекција не одобрувам да се граде. Јас како лично секретар не одобрувам што се сторено, тоа за ово да се одговара кривично и одговорно. Селаните засега стопираа со активностите околу џамијата во исчекување на одобренијата од Министерството за образование со кој ќе им се дозволи подигање на овој верски објект. Не ќе прекинуваме, чим викат полицијата да прекинуваме, ќе прекинуваме. Кога ќе речат да продолжиме, ќе продолжиме. Да сме против тоа. Ние сме по закону, како ќе кажат така ќе правим. Кога ќе продолжи изградбата на џамијата? Према кажувањето на исламска верска заедница од Штип дека имат поднесено и ќе ја забрзат постапката за добивање во собственост на овој објект. Додека не се тоа добие, не смеат да вршат никакви интервенции на зградата зашто е се уште во собственост на општина Карвинци. Не сме против, ако има дозвола од Министерството не сме. Но очигледно е дека на тамошните селани со изградбата на џамијата им се брза. Сите сме согласни, џамијата мора да биде. Како што црквата прави доле, нека се направи џамијата. Било е џамија. Ќе се граде важно тоа, џамија, сепак ќе се граде. Не треба да е тајно. Дали денешното присуство на полицијата и административната неажурност ќе го скротат нетрпението на жителите од селото е дилема, бидејќи некои од нив сметаат дека изградбата на џамијата им е ставена под знак прашање.